градинка е небезбедно. Има таму кабли на 2-3 места каде што може деца да бидат удара од електриката. Исто дупки, длапки, змиерник е дворо, не е косен, не е рамен, играчките се искршени, децата надвор не одат, вецината не му се покриени, прозорите се оголени, може слободно секој манијак да помини, да ги снима, да гледа и да се живува на децата. Значи, таа градинка има огромни проблеми, фасадата е лом направена, простора околу градинката е лом целиот, ѓубре, искршени клупи. Значи, тоа е една нешто што градоначалник, која е таа градинка во Битола, градоначалник Окоњановски со Советот, тоа покажува колку се тие способни, колку ги интересира стварно доброто на Битола, а поготово каде што да деца од 5-6 месеци до 6-7 години да предодат во основно училиште прво оделение. Значи, кога ти како градоначалник, не е битно Битола и друго место, не водиш грижа да имаш безбедни градинки, квалитетни градинки, не водиш како влада да во овие градинки, овие деца во градинките да имаат топол оброк, бесплатен треба да имаат топол оброк. Не зборуваме за приватни градинки, има некои родители што имаат доволно пари и ворете да имаме и приватни градинки, бидејќи јас не сум против да имаме приватни градинки, не сум против приватни болници, ординации, училишта, факултети.